Ако успеат да стигнат, младите хемичари освојуваат медали на меѓународни олимпијади. Новинар од Лондон со години ја истражува социјалната платформа Telegram. Женска трка во поддршка на жените со мултиплекс склероза. Здраво на сите и добре дојдовте во новата епизода на Вестите за млади шорткат. Јас сум Гоше, а ова се најважните настани од минатата недела. Средношколците во Македонија, кои заедно со нивните ментори се истакнуваат на меѓународни надпревари по хемија, од година во година се соочуваат со истиот проблем – финансиски ограничувања кои ја попречуваат нивната желба целосно да им се посветат на овие престижни настани. И покрај постојаните апели до државните институции и приватните компании, одржливо решение за овој траен проблем нема. Додека учениците значително се вложуваат во подготовката за надпреварите, нивните ментори трошат драгоцено време барајќи спонзори, отргнувајќи се од нивната основна и поважна задача да ги спремаат учесниците. Потребата за решение станува се поитна. Во академската заедница одекнуваат повици за системска поддршка и апели до засегнатите институции да помогнат во предизвикот со кој се соочуваат учениците и нивните професори. Ги користиме социјалните мрежи и социјалните платформи, но колку знаеме кој стои зад нив и колку се тие бизнис ориентирани. Во оваа епизода ви го представувам истражувачкиот новинар Дарен Лукаиц, кој со години ја истражува платформата Telegram и нејзините добри и лоши страни поврзани со дезинформациите. Следење на конспиративни групи кои шират дезинформации на социјалните платформи, истражувања за начинот на кој функционираат мрежите како што е Telegram, стори објавени во Wired, Guardian, Open Democracy, кои разобличуваат поврзаноста меѓу политиката и технологијата, дезинформациите и дигиталниот популизам. Станува збор за Дарен Лукаиц, новинар кој работи на истражување во Лондон и во Барселона. Со него разговараме во рамките на студиската посета во Лондон, финансирана од владата на Обединетото кралство преку британската амбасада во Скопје, спроведена од Центарот за управување со промени. Лукаде засилено почнува да го следи напливот на дезинформации со ковид пандемијата. Со колеги новинари прават меѓународно истражување кога забележуваат како во Германија ковид скептиците се префрлаат на Telegram откако се исклучени од другите социјални мрежи. Тие истражуваат кои теми најмногу се шират на Telegram и успеваат да ја доведат во корелација Русија со антиковид движењето. Податоците покажале, например, дека Russia Today е најсподелуваниот медиум во тој период. Така, дезинформациите на Telegram стануваат главна тема на интерес за истражувачкиот новинар, за која вели дека има голем број предности, но дека не достига регулација, а собствеништвото на Telegram, кој е под капата на Павел Дуров, одбива да одговара на прашање пред јавноста. There's no transparency, they don't answer the legitimate questions that civil groups have, or that indeed journalists like myself. I suspect it's again business related. They do have a lot of Russian users. They probably don't want to be shut down in Russia again. Тој една година работел на сторијата за да напише 11.000 зборови, собирал сведоштва од поранешни вработени, влегол во најразлични групи, ги истражувал дезинформациите, особено од руска страна. Неговиот став е дека Telegram е добра алатка, но дека таму преовладува руската пропаганда. Obviously, as you can see from my reporting, concerned about the lax moderation. I think Russian journalists highlighted that the amount of you got to be careful with disinformation, but the amount of disinformation outweighs like the true information. So while it's such a useful tool in Ukraine, people are depending on it. The pro-war, pro-Putin side has a bigger presence, has a bigger influence. So Сознанијата на Лукаиц се дека и дел од разговорите на Telegram се следат, а во неговиот последен напис Кремлин влезе во разговорот, разобличува како режимот на Путин го знае секој чекор на руските антивоени активисти. 3500 учеснички се собраа во Скопје минатата недела и на 10-километарската женска трка им дадоа поддршка на жените со мултиплекс склероза. Тие носеа портокалова панделка во знак на солидарност и поддршка. Ова е трета година поред во која се одржува женската трка во соработка со Националното здружение за помош и поддршка на лица со мултиплекс склероза. На овој начин ги охрабрија сите лица со мултиплекс склероза да бидат активни и докажаат дека и самото учество е победа, велат од здруженијето.
Символиката на поврзување со женската трка била да се сврти вниманието кон поддршка на жените кои се соочуваат со оваа болест, која 3 пати почесто се диагностицира кај жените отколку кај мажите. Компанијата Мета, собственик на Facebook и Instagram, најави промени во своите политики за дигитално создадени и изменети содржини пред изборите кои годинава се одржуваат во повеќе земји од светот. Промените ќе атестираат способноста на Мета да ги контролира измамничките содржини генерирани од технологиите за вештачка интелигенција. Мета во мај ќе започне со примена на етикетите направено со вештачка интелигенција и тоа на видеа, слики и аудио содржини генерирани од вештачка интелигенција кои се објавени на Facebook, Instagram и Threads. Со ова се проширува политиката што претходно се однесуваше само на мал дел од изменетите видеа. Со ова информација го заокружуваме ова издание на Shortcut. Пишете ни на Instagram и TikTok ако имате сугестии или предлози за вестите за млади и секако читајте рубриката CTRLZ на meta.mg. Се гледаме следниот четврток во истото време. Поздрав!